Ово што го гледате позади мене е клубот Реина, каде што вечерва, тоа е рано утрово, час и половина пред полноќ се случи терористичкиот напад во кој официјално 39 луѓе, претежно странски државјани и туристи ги изгубија својот живот, а дополнително 69 беа ранети. Од последните информации говорат дека од тие што се ранети, 4 луѓе се во критична состојба. Она што е најсимптоматично или уште што е нејасно, како успеа напаѓачот да избега од полицијата. Се појави и видео снимките на кои што се гледа дека како тој влегува со автоматска пушка во клубов што го гледате прекријан со плава церада, тој е практично влезот на клубот, притоа пукајки во полицаец кој бил пред клубот, во обезбедувањето, убивајки ги и потоа непречен од никој влегува внатре во клубот и го извршува практично оној масакар, пошто и покрај огромното полициско обезбедување успеа да избега. А турската полиција се уште трага по него. Додека трае истрагата за мотивите, се појави информации дека сепак исламската држава го ја превземала одговорноста за нападот. Такви беа предпоставките на турската полиција, имајќи во предвид велат дека кога има терористички напад во Турција, доколку мета на тој напад е војската или полицијата, тогаш најверојатно позади тој напад стојат курдите. Меѓутоа, додека цел или мета на овие терористички напади се цивили, тогаш сосема е известно дека исламската држава е организатор и претпоставувам и нарачател на овој терористички напад. Познавачите велат дека и покрај тоа што има толку голем број жртви, прегледувајќи ги сите оние снимки од безбедносните камери, верува дека сепак не се работело за професионалец, бидејќи влегол со многу муниција и велат дека ако имал барем основна војна обука, жртвите ќе биле уште поголеми, односно ќе имало поголем број на жртви. За среќа тоа не се случи. Ова улица која што ја гледате беше до пред 15 на минути затворена, се изнесуваат телата на загинатите, се носат на обдукција, бидејќи, како што кажав, најголем дел од нив се странски државјани, така што е многу тешко да се идентификуваат, бидејќи сите не носеле во нив лични документи, пасош, нешто што ќе биде за идентификација, така што на турските власти им требаат сепак подолго време да ги идентификуваат жртвите.